Dobro вечер, драги приятели на некој убав сон. Подолго време се немаме слушано со моја видеоанализа. Простите што сум мајца со кратки ракави, но премногу е топло. Ноќе е 2 и нешто, малку е заладено. Значи вечерва ќе зборувам за два конфликта, тоа е Украина и Израел, кој што видовте на насловот карамболот на Владимир Путин, председател на Руската Федерација, ќе финализира во септември и октомври. Бидејќи во тој период е изборната кампања во САД најсилна и не може да обрнат повеќе внимание или да помогнат на Украина и Израел, иако за се тоа што се случува во Украина стои еврејското лоби. Јас само една работа ќе ви кажам, која многу пати кажам, кој аналитичар образован, на Југословенски сведорни настав, значи дипломирана аналитика, група аналитичар општи смер. Мене ми беше доволно само една реченица од Владимир Зеленски, кој веде, може словно да се каже, председател на Украина во моментот, кога кажа од Украина ќе правиме голем Израел. Што се случи? Председателот на Руската Федерација донесе одлука да го заштити руското население во Украина, говорно. Таму мислам дека има некаде од 8 до 10 милиона. А и една друга работа, Украина е слабиот стомав на Русија, а Русија не е империја или не е голема или велика сила без Украина. И председателот на Руската Федерација одлучи да ги врати историските територии, бидејќи таму конфликтот не е од 2021, таму се води од 2014, кога и Крим се отцепи, кога нон-стоп домоство со Лугански и Донецк прогласија автономија и требаше да се реализира спогодбите или договорите Минск 1 и Минск 2, но не се реализира, со тоа Украина ќе беше цела, но не ќе можеше понатаму да влегува и требаше да се демилитаризира. Во моментот Русија Донбас го стави под суставот, под капата на Руската Федерација, значи зборувам за нешто што се веќе случува. На фронтот е многу интересно. Русија полека напредува. Сега е Меркур ретроген од 5 до 28, што значи непромислени потези се влечат до Украина, останали се непромислени. Ја мислам дека се координирани со Русија, потврдно со рускиот председател. Зошто? Владимир, потврдно Зеленски, стана председател на Украина благодарение на руските гласови токму од источниот дел на Украина, каде е повеќе руско население. Тука е Донбас, Николаев, Одеса и така натаму. Значи нешто ако добиете треба да вратите. Значи ово зборува дека Русија нема да се запрет новие делови, кои Херсонската област, кој да кажеме присвои сега и суставот на Русија, она ќе оди понатаму, зашто знаеме, многу мина знаат дека Киев го сметат татко на руските градови, значи многу пати кажат дека Русија не е започнала да се гради од Москва, него од Киев. Тоа е што се однесува до ово, инаку ово што се случува во Курската област, навлегување на украинските сили, тоа не е непромислен потек, тоа е подрежа од договор на Владимир Путин, ја нема материјални докази и Зеленски, зашто само некаде измеѓу 10 и 17.000 са влезени украински војници, но елитни и платениците, кои ќе бидат уништени тука. И со тоа Русија ќе има право да возврати нормално
Така да, мислам така што може да се очекува посилна офанзива, која ќе се случува в септември и октомври. Не е случајно да се иде кон Киев, тоа ќе биде крајна. Младите градови ќе бидат Харков, Николаев и Одеса. Тоа е период кој што реков, сад нема да може и многу да помогне, и се биде надмогта на Русија дека санкциите што го виведе сад се, мислам, не се корисни, безполезни, се повеќе удрија по западните земји отколку по Русија. Русија меѓу време економски престигна Германија, дали пета или трета стана економска сила, мислам пета е, во светот. Значи, Г7 што се 18 задолжени земји, тука е САД не задолжен на 35.000 милиарди долара, па не е Велика Британија, трета Германија, четврта Франција, пета Луксембург, шеста Јапонија, седма Италија и така да ги редам. Иначе, го реков дека ово е сценарио на еврејското лоби, значи, од многу причини, кој што ви кажа, што изјави и Зеленски од Украина ќе правиме голем Израел. Тука треба да се напомне дека во Првата светска војна, Наполеон Бонапарта го финансира еврејското лоби, Ротшилд и Рокфелер, кои изградат и ММФ и Светска банка и нормално федералните државни резерви во САД. Исто Хитлер е финансиран од нив и Украина ова е исто така финансирано. Кој возврат на ово, Русија, заедно со Иран и друго, го испровоцира преку Хамас, а Хамас беше и чадо на Израел, да започне војната, значи од минатата година, од 7 септември не може да заврши, а Иран подготвува одмазда. Значи, ќе дојде во прашање на опстанок на Украина како држави и на Израел. Инаку треба да се укаже на ова дека со САД не може да кажам дека државна амикација, тоа е главна држава на Израел. Неценјахови многу пред него премиери нагласува јасно дека ние имаме најголема колонија во светот, тоа е САД. Но алчноста еврејското лоби ќе ги уништи државата. Кажат да застанат, на време не ја послушаа. Они ќе дојдат мусулмански џихад. А Путин сака да раскаси со нив, значи не е чудо што веднаш кога почна конфликтот, еврејското лоби или Светска банка и овие, на Русија замрзна 300 милиарди долара, мислам беше. Најме го има Белгија некаде на 200. Значи во Европа, во САД дали непуни 10 милиарди. Иако без разлика на санкциите, САД увезуваше дизел од Русија и богатен ураниум. Така да, драги пријатели, ово е само театар, лошо изрежиран, од кој Владимир Путин и Руската федерација ќе направат голем карамбол, бидејќи Путин не влезе неподготвен, он го формираше и БРИКС, направи јак воен со Кина и со Иран, тука и Северна Кореја. Ако се ескалира судирите, ако конфликтите, ако се категе, ако ескалират, може да чак и до нуклеарки да паѓат. Тука Ким е како джокер на Владимир Путин. Он им помогна на Кина и на Иран, мислам Русија, да дојдат до хиперсонично оружје, на која САД се уште не бар званично не е успеа ни една проба. Најпред ова беше се за вечерва, за вечерашната анализа. Кој има желба да ме следи понатаму, значи треба прво да се вклучи на YouTube да гледа видеоанализа и да притисне на subscribe или претплати се, и ако има желба да се лайк, се
vaša želba, ništa nije moralno. Dostojanstvo gledanje bi podstaknuo se nevo Македонија и создателство пред се. Добар сон, но некои ги разбуди, нека ми простат.